Многу важно е да се дозволи на диаспората да гласа, затоа што ова се луѓе кои што во Македонија носат над 1 милиарда евра годишно во дознаки, што значи дека поддржуваат македонската економија и поддржуваат своите сограѓани кои што живеат тука, дел од нивните семејства, пријатели, отвараат сопствени бизниси, а имаме голема диаспора која што има македонски пасош и живее во странство и не е фер и не е остварување на уставното право да им се дозволи да гласат исклучиво физички, а да патуваат по 5 или по 10.000 километри за да го остварат своето право на глас, и тоа два пати, еднаш да се регистрираат, а вториот пат да го остварат своето право на глас. Нашиот предлог како политичка партија беше со измените во изборниот законник да предвидиме да од 2029 година, значи за 3 години од денеска, да имаме подготвен систем во кој што ќе им се дозволи само на регистрираните лица кои што имаат македонски пасош и живеат во странство да можат да гласаат онлайн. Ние имаме систем за дигитален идентитет. Тоа е порталот услуги Gov.mk на кој што сите граѓани се регистрираат со своји лични податоци, еднаш верификуваме дека се тие со нивна лична карта или со нивни пасош, така што веќе ги знаеме податоците за граѓаните. Не е никаков проблем да се доразвие системот во соработка со Државната изборна комисија за да се постигне условот и да се овозможи правото на граѓаните да го остварат своето избирачко право и да гласаат, затоа што навистина, ќе повторам, не е коректно и не е фер да не се остварува правото на граѓаните кои што толку вложуваат во оваа држава и едноставно заради склоп на околности во моментот не живеат тука или се временно или трајно одселени, но имаат македонски пасоши, така што мислам дека ако има политичка волја, секако дека е можно. Две држави во Европската унија веќе го имплементираат целосно системот, 4 држави во Европската унија тестираат, пилотираат решенија. Имаме доволно време за 3 години со напредокот на дигитализацијата, со нашата работа да тестираме вакви можности за да го овозможиме ова право за нашата диаспора. Имаме добра патека. Имаме добри чекори. Светската банка минатата година во индексот за дигитализација не вброи во групата во категоријата А. Имаме раст од 22 позиции, што значи дека сме во групата на развиени, дигитално развиени држави. Не сум задоволен од успесите, може уште повеќе, може уште подобро. И во периодот кој што следи на тоа ќе се фокусираме, нови дигитални услуги за граѓаните, поголема употреба на вештачката интелигенција, центри за податоци, државен центар за податоци и негова заштита, поврзување на целата држава со платформата за интероперабилност. Ова е нашата зацртана патека и се надевам дека до крајот на мандатот ќе успееме да реализираме да бидеме во најразвиените 20-30 држави во смисла на дигитализација во светот.